Возевме и помина автобусот, удри возот, имаше пуштена рампа, не се види излеа и тоа. Најбитно немаше жртви, извадивме, ја бев така посвесен, извадивме со други луѓе, помогнавме што можевме да помогнеме. И тоа е најбитно. Жртви за сега мислам дека нема. Имаше, не може да опишам. Стварно многу жално, многу крв, многу повредени. Многу жално. Имаше жени и деца? Деца не, постари луѓе имаше многу повредени, имаше студенти. Да, вадевме луѓе, имаше потрупано под земја. Ја бев баш до жената и ја извадив. Пазеите, килодромом воздух. Това беше се. И нещо я разбудех се и излезех вонко, почнах да помагам и това беше се. Па ситуацијата во глобала можам да кажам дека е сепак во ред, затоа што нема избегнати се жртви, има повредени патници, констатирано дека уредите, сигналните уреди на железницата се окей, во ред, значи функционирале. Прибраноста во овој случај на нашиот персонал довела до некој начин да се избегне по-сериозна последица. Останува да видиме како органите кои што си ја вршат постапката ќе ја завршат и ќе чекаме да го добиеме извештајот, па понатаму да видиме што ќе преземе. Па првичните индици говорат дека возачот на автобусот поминал на спуштени рампи на обезбеден премин железнички. Тоа значи дека може да се претпостави дека е негова вината.